Илья. Почитувани гости, дами и господа, родители на македонски полуѓе. Добро вечер. Пред се сакам да ви посакам топло добре дојде на новогодишниот концерт на фолклорната група Центарот за култура Никола Јонко Вапцаров од Делчево. Фолклорната група Центарот за култура има започнато своите зачетоци од септември 2009 година. Со прв хореограф Драго Лазаревски и Љупчо Петровски, како тогашен директор на Центарот за култура. Центарот за култура Никола Јонко Вапцаров од Делчево го носи името на македонскиот писател и револуционер Никола Вапцаров. Борец кој постојано се борел за својата татковина и го продал својот живот за неа. Тој својата душа ја остави на ова тло на 7 декември 1909 година. Во редовите на оваа група друштвото опфаќа на 100 членови, кои се поделени во 4 групи од различни возрасти и генерации. Сега, први на сцена ги поканувам членовите од втората група, кои се представат со прв дел изворни ода. После нив ќе настапи нашата мала Дениција со песната Елено Перко, а веднаш после нив ќе ни се представат нашите репрезенти со хореографијата Источно, а за крај ќе следат нашите млади членови кои ќе настапат со песните Дено мој денке и Свири мајсторе. Нека повелат на сцената.
заблагодариме на преубавите изведби, а сега им се заблагодариме на оние кои постојано беа до нас и од себе ја даваа најголемата подршка. Затоа, сега на сцена го поканувам директорот на Центарот за култура Никола Јонко Вапцаров, господинот Љупчо Петровски, да ќе додели благодарниците. Фолклорната група при Национална установа Центар за култура Никола Јонко Вапцаров доделува благодарница на општествено одговорната фирма Брегал од Делчево за несебичната подршка на фолклорната група. Се доделува благодарница и до градоначалникот на општина Делчево, господинот Боран Трајковски, за несебичната подршка на фолклорната група при Национална установа Центар за култура Никола Јонко Вапцаров. А сега би сакала да ја испратам најголемата благодарност во секој член во фолклорната група поединечно, до нашиот раководител на фолклорната група, Кристијан Трајановски, кој уморно работеше подложуваше својот труд и даде се од себе секогаш да се прикажеме во најдобро светло. Уште еднаш, сите ти се заблагодаруваме за твојата истрајност, трпеливост и за сиот труд кој го вложи во оваа фолклорна група. Фолклорната група во текот на сите овие години ги негува и изучува изворните ора, претежно од пијанецот, малешевијата и особовијата. Исто така има поставено повеќе хореографии како што се Источно 1, Источно 2, Пијанец, Водарки, Лазаринки, Поселе, Копачија, Пирин планина, Пиринско цвеќе, Маријовска тресеница, Повардарие, Роненка и други. Ова се само дел од хореографиите со кои нашата група се представува на многу меѓународни и домашни фестивали. Фолклорната група Никола Јонко Вапцаров се представува на голем број меѓународни фестивали надвор од нашата земја. Некои од нив се Турција, Словенија, Србија, Косово, Грција, Хрватска, Бугарија и многу други. Во продолжение ќе проследиме женската пејачка група Јурија. Веднаш после нив имаме читање на прва наградена творба на ученичката Сандра Марковска од Царови бранувања 2022 и втор дел на Изварниона. Повелете!
с революционерни идеи. 7 декември е значен ден. Во семејството Вапцарови се роди нов член. Македонија ќе роди уште еден херој кој ќе ја сака безусловно како македонец секој. Никола ќе биде поет со револуционерна душа и неговото творештво и ден денес се слуша. Да ја сака татковината го научила Елена, неговата мајка, раскажувајќи му за неа се како незедна бајка. Татко му Иван, револуционер славен, ти го научи да се бори за народот, бос и гладен. Колку е нападена Македонија и колку ја сака, Вапцаров ќе го покаже тоа и стихови со перото брака. Неговата збирка моторни песни се вика и од секоја песна љубов на татковината прика. И секој стих за спас на татковината повикува и со какви убавини таа се одвикува. Колку е убав Пирин, го спомнува често, по преградките на Пирин е Банско, неговото родно место. Знае Вапцаров, смрт или слобода и крајот на секој борец, но тој ќе остане запаметен како најголем македонски револуционерен творец. Вапцаров ќе биде стрелан пред сите јавно, а неговото дело е големо и славено. Без тебе, Вапцаров, литературата посиромашна би била, не би знаеле за минатото на татковината наша нападена.
Останалите членови со песните "Огреала месечина" и "Бисера". Веднаш после нив имаме читање на втора наградена творба на ученичката Ева Ивановска и хореографијата "Пиенец". Повелете.
причините биха. За родната ни земя да се бориме и биха. Ти, голем човеку, великану на светската поезия, твоите идеи за слободни стожи, денес се води за разбиране и мохлезия. Чуваше заканата бойка, за Майя Хелен, логичният човек и земя на света. С опера ръка плотно се бореше, за слънцето зяйно на медалите се молеше. Моята мисла надали ходи, Бог, Варда, Ети и Криви. За миг да ги склони, но некои от това лошо не се виде,
Почитувани, ова беше се што ви подготвивме за овој завршен концерт. А на вас ви посакуваме многу здравје, љубов, среќа во новата 2023 година. Останете ни во добро здравје и ви благодариме за вашето присуство. Имајте убава вечер.